Вие сигурно знаете, согласно стратегијата, тоа е предвидено за следната година. Значи, тој процес би отпочнал негде на крајот на 2018 и ќе тече во првата половина на 2019 година. Така да сега во тој дел немаме. Која е идејата на Министерството за правда? Како да се направи? Идејата мислам дека и ја кажавме до сега, чувте и од републичкиот обвинител и од специјалната јавна обвинителка, дека ќе оди во рамките на обвинителството со тоа што уште во зачетна идеја ќе оди директно под надлежност на републичкиот јавен обвинител и да може да застапуваат во сите три инстанции во судовите, значи основен, апелационен, врховен суд. Перцепцијата на дел од јавноста е дека во делот на реформите во правосудството се сменило само работното време на судовите. Како сте вие задоволни со таа перцепција, дали реално можеше подобро во ова време? Па видите вака, времето е кратко. Значи 9 месеци сме како влада. Дали сум задоволен? Јас лично, ако мене ме прашате, да. Можеби перцепцијата е лоша или погрешна. Сето она што беше испланирано со 369 планот и што е во агендата од Европската унија, ние сме исполниле како Министерство за правда до сега. Сега останува уште само пред владина процедура да идат вториот пакет на измени на Законот за судски совет и со тоа и Законот за судови, кој е двотретински закон, значи тука мора да имаме соработка и со опозицијската партија. Само тоа е останато, другото е се завршено. И тие се готови како текстови, само се до финишираат сега во моментов.